представиат генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел еменке путе бершенге, вел еменке путе бершенге, биджуко машкар джианенгоро, ек машкар ероменгоро. Сао обиджуко тенге, ек пасте сае минер тенге, менгоро тап. Балипе керена амаре ангуни бас драя, машкар джианенгоро, акава модели екеске. Аритем фундаменти. Етикумија Mengoro tap obijuko tenge obijuko ero mengoro. Таче, тоа што тебе ти треба, не е вина још и цигане за 100 како што пееше таму у кафаната со Вучич, туку тебе ти треба психијатар и домашно воспитување. За првово не е доцна, за второво прошовост. Ти си веќе изградена и непоправлива. Затоа гласно прашувам, ало, тендерана, ке дојдете да симнеме еден неподвижен човек 4 ката, а? Тебе те прашувам, таче, тебе и обиджуко, ти таче си добар у бицепсите, те гледам вака, ке бидеш од корист прв пат у живот. А обиджуко исто може, не е мал селско дете, да го кренеме еден човек, комши има 80 години, ама тежок е за 190 висок. Оти треба да го носиме за нова северна лична карта, оти старата му е извадена пред само 2 години, а сега веќе не му важи, а мора сам нели да оди да вади нова, ама не може, пошто веќе неподвижен. Не може. Значи, мора северна карта лична да има, таква, за да зема пензија. Инаку не може да земе пензија. Па затоа, ова не е лошо да дојдете да помогнете да окренеме. Абе, што направивте со личните карти и овие пасошиве, бе, коњи шталски, бе? Зошто, бе, ви требаше таа работа? Па уште од големата пензија да плаќаат за нова лична карта пензионери, бе? На комшива пасошот му важи до 2028 година, сега мора да вади нов и да се опрчи 50 евра. Уште колку има такви кој не го држава? А, каде го има ова, бе? Дека идентитетот што го договоривме, нели, беше бетон, така, па мораме све сега да менуваме, лични карти ова, така, бетон. А грците со прст не мрднаа, едни патокази не сменија. Уште сме за нив Скопја на патоказине, ретардирани едни. Ко сега со бугарите што се договарате, бе, изроди, таче се на вака да ти кажам, барем организирајте одење по дома за неподвижни стари лица, за нови лични карти, барем тоа кога сте за седрува неспособни. И дојдете утре со обиджуко да го симнеме таткото на овој другаров 4 ката, па после и да го качиме. Да ви се качи притисок, да не ви се симне никад. Ајд гитло. МВР посебна приказна. Полицајци ако не се у седмица на кркање, ги нема навечер на партизанска, додека збирштина од криминалци или егоисти со мали куриња вежбаат како да го изгазат следното дете на следниот пешачки премин. Затоа ги има у 7:30 са бајле полицајци да сопираат луѓе кај што одат на работа, затоа што возеле 62 на час. Толку, бе, толку. Ништо друго од тоа полициската работа. Нит ќе те најдат, нит ќе ги најдеш ако ти требаат. Автобусов на ЈСП? Има ли кочници, има ли ауспух, или му е свртен навнатре за да не грее? Бил некојаш на технички преглед и шоферов е за у Холивуд, со едната рака типка на бублен, со другата држи цигара, со третата брише шофершавна, со четвртата си го чеша Стојко. Со која рака вози, само еден Господ знае. Лековиве кај ги нема, кај ги плаќаме, кај се како шекерна водичка, плацебо ефект, не се знае никој ги увезува, бе. Ништо увезува. Кој знае во каква гаража во Бангладеш танцаат кутии и бутаат таблети. Ако не верувате, пробајте грчка Виагра и оваа тука ќе ја продаваат. Нема допирни тачки. Језда, фала Богу, уште немам потреба од Виагра. Со грчкава 3 дена ќе шетате со црвени уши, бе, таа Виаграта така ми кажуеле, бе. Со 3, вика, грчка Виагра, апнеш, вика, 3 дена шеташ, вика, со црвени, вика, уши и јарбало тоа, ко македонското знаме, ко за македонското знаме од кутлеш.
Тоа јарбало тоа. Сметкиве за струја. Изгледа по фаца ни ги одредуваат. Ко продадач на кајмак во Буњаковец. Колку кајмак од 500? Молам 600. Колку? 600 денари пола кило, дечко, не ми се моли тука, ај тргни се од тезгава ако не купуеш. Таксистиве кој од луди Макс да се излезени филмот. Колине крш, насекаде чат, пикавци, корне, лук, тој не забањат 3 недели, смрди, ракија, пиво, облечен по задња мода од 83 година. Нозе немијани у сандали, летно време, не знаеш дали ќе те силува или ќе те ограби. Кога ќе прашаш за лиценца, ти вика возам лица бе, лица возам, ете лиценца, појака лиценца, од тоа што возам 4, 5, 6 лица, нема. МВР објавува слика од криминалец, го повикува народот да го пријавел ако го види, ама слика не им треба кога даваат на 200 светски криминалци пасоши и на убици и на платеници. И обичниот народ кога го малтретираат и кога го ограбуваат финансиски да смени документи за Северна, а никаква обврска не постои. Тогаш само пари им требаат, значи. Реагенси нема во ниедна државна лабораторија, или ако има резултати не ти се како да си јал шајки, хемоглобинот доле, железото горе, бели крвни зрнца кога да имаш корона, црвени кога да немаш крв, а ти 3 дена наводно се качуваш до врв без да се задишеш. Абе нема држава бе. Дедо лежи 4 години затвор за кубење на шекеринска, ама за газење дете и бегање од лице место со кола, откако си го сгазил детето, а детето умира, добива типов 2 години робија. Да не зборам дека за влегувањето во собрание и тепачка се добиваа 15 години затвор, не ги уште лежат по затвори. Детето што игра кошарка во репрезентација толку е талентирано што за него најболи кошаркар е Ибрахимовиќ. Комшијата штуро и пушта гласна музика до Пеца Бајле, ако го пријавам, може да ми тропне на врата и да ме исчука бе, онака здраво да ме исчука. Нормално кога полицијата што си ја викнал се гушка со него. Кај си бе брат, и секој втори збориме тоа. Брат, Фатмир, брат. Секоја чест бе брат, што има за пиење брат, нека пријавуваат бе брат, кој ги еве бе брат, дај ние тука да се напиеме, дај викни сендвичи од седмица бе. Кај нас се уништува храната со измината, кај нас уствари не се уништува храната со изминат рок бе. Абе не се уништува. Таа се пласира на пазарот у шутка или ако е поасолна и не се забележува, се прелепува, се враќа на акција за 2 за 1 нешто така, по ефтини цени по маркетиве. Сте виделе, нели? Сте виделе тоа и тоа го купиот овие Lidl, така праве. Сте виделе во Lidl уствари? Се заебавам. Во Lidl, дали сте виделе така? 2 производи во акција, 2 за 1, 3 за 1, сте виделе? Па нема ни да видите бе. Тоа е 2 за 1, тоа е македонски изум бе. Да го отуреат народот, да ти продае храна или чоколада или чоколада мање више што е со изменет дрог, нема ништо да се случи. Ама други производи. Судикава што судела за клучни предмети за злоупотреби и корупција има 12 стана, 5 коли, 7 дуќани и сите се подарок од семејството. Сите. Ко тој Рашко што беше нели на роби, деца во одроден ден пари собирал, па за тоа. Абе не гледаат здрав мозок и не прцаат ко нездрави бе. 7 дуќани, судија, 7 дуќани, 12 коли, 12 стана, фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан повисоко од 4-ти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ниедна пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, може да ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоа е од 1,5 милиони евра, колку беа таму. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, имаш со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, Мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која риче и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зашто? Зошто? Затоа што веќе нема доверба бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страв да не си баш ти тој малер, страв за сопствената безбедност и живот, страв од неизвестната иднина, страв и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет што подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Веруете му на Чичо.
Ако не верувате, здравие и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е.